повеќе се среќаваме со случаи, односно со деца кои што имаат аутизам, најпрво да го објасниме терминот. Што значи аутизам? Овака, значи аутизмот представува нарушување на невролошкиот развој кај децата, кое што се одликува со намалена способност за комуникација. Значи и имаме ограничено однесување и повторливо однесување кај дечињата. Најчесто овие работи се забележуваат пред третата година, значи до третата година од развојот веќе треба да се забележат овие работи за да може да се алармира со обраќање до специјалните установи, професионалци, дефектолози, логопеди, доктори и слично. Со какви проблеми и предизвици најчесто се соочуваат лицата кои што се со аутизам и со кои проблеми и предизвици исто така се соочуваат нивните семејства? Најчест проблем кој што би го издвоила како огромен проблем е диагностицирањето на овие дечиња со аутизам. Значи, родителите лутаат по институции, кај професионалци за да добијат совет, за да добијат точна диагноза. Од која ќе ја добијат таа диагноза, значи немаат никакво советување и никаква насока за како да се третира понатаму. Читаат по интернет сајтови, си добиваат погрешна слика, доаѓа до една негација на неприфаќање за состојбата на детето. Потоа следи проблемот кај предучилишните установи, значи се поставува прашањето дали да се запишат во предучилишна установа, односно градинка или не. Сега, да кажеме, се раѓаат нели повеќе дечиња и автоматски групите на градинките се со поголем број. Значи, да бидеме реални, во една група во предучилишна установа има околу 30 дечиња, да кажам, со што еден дефектолог за да се уклучи во таа група е малку. Самата учителка, иако ќе вложува максимални напори, сепак ќе постојат исклучоци, ќе има незадоволства и слично. Значи, тука е да кажам еден проблем. Друг проблем е околу дилемата дали да се запише детето во редовно или во посебно училиште. Доколку се запише во редовно училиште, порано родителите од својот джеб си плаќаа еден дефектолог кој што ќе ги прати дечињата во редовната настава, автоматски ќе му биде и личен асистент, ќе му помага во домашните задачи, ќе му помага да ги восприема задачите кои што ги дава наставничката, ќе му помага за решавање на потешките задачи, ќе му помага за довеце, ќе му помага за доколку оди на ручек, на бојадок во училишната трпезарија и слично. Но меѓутоа, сега тој начин е поолеснет, бидејќи со примањето на дефектолозите во училиштата, веќе родителите и немаат потреба за да си плаќаат личен асистент за нивното дете. Дефектологот е тој кој што работи индивидуално со децата, работи како асистент на час, значи влегува, да кажам, 2 до 3 пати во неделата, и му праќа домашни задачи. Сега еве јас да кажам како дефектолог, значи се борам и ќе отворам сензорна соба во нашето училиште за да можат децата максимално да бидат вклучени и да се опфатат сите сегменти во нивната рехабилитација. Околу посебното основно училиште родителите тука да кажам не се нафаќаат многу, бидејќи тука постои таа негација и неприфаќање на тој проблем. Си викаат, доколку детето му учи во посебно основно училиште, да, ќе биде вклучена во представи, ќе учествува на литературни конкурси, екскурзии, излети и слично, но меѓутоа, како што кажуваат народно, ќе биде со своите посебни другарчиња. Значи, тука е таа голема дилема. Мислам дека треба да не се врти главата кога ќе видиме дете со аутизам или општо дете со посебни образовни потреби и за тоа постои оваа инклузија, за да бидеме вклучени максимално сите и да зборуваме отворено за проблемите, бидејќи ако не зборуваме отворено, нема да имаме никакви резултати. Што се случува со овие деца по завршување на училиштето? Па вака, од досегашната пракса, да кажам дека сите скоро, значи огромен процент остануваат дома или не прават ништо. Многу мал дел одат во средни училишта, значи имаме ние средно училиште во Скопје. Мал дел одат и во дневните центри, но меѓутоа јас цврсто стојам за тоа дека посебно лицата со аутизам се многу репродуктивни и дека можат да работат, значи работоспособни се, посебно во оној дел каде што има фабрики, каде што се работи нешто повторувачко, за да можат сето тоа оно што го кажав на почетокот како дефиниција за аутизам да си го репродуктираат. Значи, тоа нивно повторувачко однесување точно ќе си репродуктира
да си биде детето, лицето работоспособно во фирма каде што ќе се работи на лента или слично. Значи, мислам дека комотно би се вклопиле во таква работна организација. На кој начин може да се олесни нивниот живот и да се подобри неговиот квалитет? Па вака, да кажеме, последниве 4-5 години повеќе аутизмот не е табу тема. Постојат многу кампањи, многу проекти, но меѓутоа сето тоа е сведено на тоа проектот започнува и завршува. Значи и тие што се ентузијасти, и тие се колку да си го завршат, да си го одработат проектот и после пак имаме стагнирање. Значи сите ние како единци, ако го сватиме тоа како проблем и да го прифатиме и ако се вклучиме во сите кампањи и во проекти, нели сите оние што си претендираат да си работат на такви работи, мислам дека така многу полесно ќе ги запознаеме лицата со аутизам и ако ги запознаеме нормално, ќе ги научиме какви се, што се и ќе ги прифатиме. А сепак мислам дека многу е важно да има соработки со родителите, ние како стручни лица, бидејќи соработката со родителите на лицето со аутизам и лицата кои што се дружат со лицето со аутизам, значи оние нормални лица, тоа е една најважна алка во целиот процес. Дека тоа ако се надмине и вклучувањето во овие кампањи, дека ќе се подобри и нивниот квалитет и живот. Како можеме да научиме полесно да се однесуваме со лицата со аутизам? Па, како што кажав еве и претходно, значи, ако ги запознаеме, ако се едуцираме повеќе, ние ќе ги прифатиме како такви. Значи, нема некое правило, да кажам, треба вака или така да се однесуваме. Нема, значи, тие се исти како нас, исто се ја доживуваат среќата како нас, имаат емоции исто како нас, само треба да им ги запознаеме карактеристиките за да можеме да се сочувствуваме со нив. Вие како дефектолог што би советувале? Јас како дефектолог би советувала да се зборува отворено за проблемите, да не се врти главата никако пред ваквите лица што се со посебни потреби. Апелирам до инклузивно образование, бидејќи за тоа и јас постојам тука конкретно во ова училиште, да можеме да помогнеме. Значи, во инклузивното училиште, тука сите дечиња кои што учат си работат според индивидуален план и програма, автоматски им е олеснат пристапот до учење, максимално се вклучуваат веќе и наставниците и останатите членови од стручната служба.